Славејот Интизал. Си имало едно време еден цар и тројца синови. Царот се разболел и сакал царството да го остави на најдобриот од неговите синови. Еднаш ги повикал и им рекол: "Јас сум многу болен и сакам еден од вас да го ставам на моето место. Затоа ќе побарам од вас нешто. Ќе го извршите ли тоа што ќе го побарам од вас?" Тие му рекле: "Ќе го направиме тоа, татко." Сум слушнал, рекол царот, дека на едно место имало некој славе што се викал Интизал. Ако го најде еден од вас, ќе оздравам. А кога ќе умрам, нему ќе му го оставам кралството. Кралските синови тргнале и по некое време стасале до едно место. Таму имало 3 патишта, а насреде една голема плоча. Најмалото царче рекло: "За да се најдеме овде, кога ќе се вратиме, ајде под плочава да ги оставиме прстените." Го послушале браќата и ги извадиле прстените за да ги стават под плочата. Кога ја тргнале плочата, виделе дека на неа пишувало: "Кој ќе оди по овој пат, ќе се врати назад. Кој ќе удри по средниот пат, можеби ќе се врати назад. А кој ќе тргне по третиот пат, нема никогаш да се врати назад." Големиот син удрил по првиот пат, за кој било напишано дека ќе се врати назад. Средниот брат фатил по тој што пишувало дека можеби ќе се врати назад, а најмалиот тргнал по тој што пишувало дека никогаш не ќе се врати назад. Одело царчето и стасало до некоја баба и рекло: "Добро утро, бабо." Бабата го погледнала и му рекла: "Дал ти Господ добро, синко?" Потоа му рекла: "Сине, ако не ми речеше добро утро, ќе те изедев." А тој рекол: "Бабо, ако не ми речеше дал ти Господ добро, ќе те изечев." "Каде ќе одиш по тој пат, синко? Ќе те изедат змејови," рекла бабата. "Тргнав, бабо, да го барам наваму славејот Интизал. Да те прашам, дали знаеш каде се наоѓа тоа пиле?" прашало царчето. Бабата му рекла: "Јас имам 40 синови. Остани да ноќеваш ако сакаш, па нив ќе ги прашам. Ако знаат, ќе ти кажат." Царчето кандисало. Видело дека веќе притемнило и на бабата и рекло: "Ќе останам, бабо, но страв ми е да не ми изедат твоите синови." Таа му рекла: "Ќе те скријам на таванот." И така тоа останало. Кога дошле синовите, тие ја поздравиле: "Добро вечер, стара мајко." "Дал ви Господ добро, синови," им поздравила бабата. Седнале синовите и ја прашале како поминала дента, дали некој доаѓал, и таа им рекла: "Си поминав убаво и никој не дојде." Се свртиле наеднаш сите синови, рипнале и рекле: "Овде има човек, ни мириса на човечко месо." Мајката им рекла: "Нема никој." "Има," рекле синовите. "Добро, ќе ви кажам, но да не го изедете." Тие се согласиле и таа го сигнала царчето од таванот. Иако било исплашано, царчето ги поздравило. Тие станале и му направиле место да седне со нив. Го распрашале од каде доаѓа и каде ќе оди, а тој им кажал вака: "Јас сум син на еден цар. Татко ми се разболе и ме прати да го најдам славниот славе Интизал. Ке ве молам да ми кажете каде се наоѓа." Се прашале еден со друг, та рекле: "Од нас нема ниту еден што знае, но потаму прашај, таму има 80 браќа, може би тие знаат каде да го најдеш." Седнале и вечерале што дал Господ. По вечерата, кога се кутнале да спијат, му рекле: "Утре еден од нас ќе те однесе до таму." Станале утредента сите го испратиле, а најмалиот од нив го однал до таму. Видел една баба, ја поздравил и таа им поздравила. Малиот змеј и рекол: "Тетко, овој човек е наш. Кога ќе дојдат пред учедите, немој да му направат нешто лошо." И така тој си се вратил, а царчето останало кај другата баба. Додека разговарале, се стемнило. Бабата му рекла: "Сине, ќе дојдат сега моите синови. Ела да те скријам. Оти најмалиот син ми е половина човек, да не се уплашиш."
Таа го скрила зад вратата зад метлата. Дошле синовите и направиле здраво живо со мајка си. Таа им рекла: денеска поминав сполајмо мошне арно. Мајко, да не има овде човек? Ја прашале тие. Има едно царче, го доведе вашиот најмал братучет и рече да му кажете што знаете и ништо лошо да не му направите. Им рекла бабата: нека излезе. Каде е? Таа отишла зад вратата, ја удрила метлата и тоа излегло. Ги поздравило и седнало да вечера со нив. Откако вечерале, го распрашале каде оди и што бара. Царчето им кажало се поред. Сите рекле: не сме чуле за тој славе и не знаеме каде е. Јас знам и ки ти кажам, рекол најмалиот. Утредента сите се поздравиле со него и си отишле, а најмалиот останал да го води. Тргнале и дошле до една голема вода и најмалиот брат му рекол: сега седи овде за да ти кажам што ќе правиш. На ова место ќе се собере пена од водата и ти фати ја пената за да стане мост. Потоа помини по него, ќе стасаш до една порта. Земи го левото крило и стави го на десната страна, а десното на левата. Ке влезеш во дворот, таму има една чешма од која тече крв и гној. Ке се напиеш и ке речеш: ама била сладка оваа вода. Потоа ке влезеш повнатре во дворот. Таму има еден арслан и еден овен. Пред арсланот за јадење ке има сено, а пред овенот месо. Семи го месото од пред овенот и стави го пред арсланот, а сеното од кај арсланот стави го пред овенот. Потоа ќе измиеш лествицата, па ќе се качиш на чардакот, ќе го измиеш и него. После погледни право ќе видиш една врата со две сабји. Семи ја сабјата од левата страна и стави ја на десната, а сабјата од десната на левата страна. Ќе влезеш во одајата и ќе видиш една мома. Ако гледа, тогаш таа спие, а ако спие, тогаш се гледа. Ќе ја бакнеш момата еднаш и ќе го откачиш кафесот со пилето. Царчето ја фатило пената да станала мост и тоа по него заминало кон сарајот. Дошло до портата и ги разменило крилата. Влегло во дворот, се напило од чешмата и рекло: ама била сладка оваа вода. Потоа сеното од пред арсланот го ставило пред овенот, а месото од пред овенот го ставило пред арсланот. Ја измило лествицата, го измило и чардакот, ги разменило сабиите. Она од левата ја ставило на десната страна, а она од десната на левата страна. Влегло во одајата и видело дека момата спие. Се прекрстило, ја бакнало еднаш и го откачило кафесот со пилето. Момата се разбудила и почнала да го брка, но не можела да го стаса, па викнала: "Исечете го саби, да видам кој е." Тие ја одговориле: 9 години, еве има и не си не преместила. 2 јосавме. Тој денеска дојде и веднаш не премести. Така тие не ја послушале, па момата го повикала чардакот: "Скрши се, чардаку, отепај го, да видам кој е." Но чардакот и рекол: 9 години не си не измила, а тој денеска дојде и веднаш не изми. И чардакот не ја послушал. Таа веднаш рекла: "Скрши се, лествицо, да видам кој е." Но и лествицата не ја послушала. Момата повикала: "Скини се, синџире, изеди го, арслане, да видам кој е." Арсланот и рекол: 9 години пред мене сено стои, а месо пред овенот. Не се сети ниту еднаш да ги размениш. Тој денеска дојде и веднаш ги размени. Бидејќи арсланот и овенот не сакале да ја послуша, таа и рекла на чешмата: "Пушти се, чешмо, удави го, да видам кој е." А чешмата и рекла: "Еве 9 години течам, ти не сакаше ни да ме видиш, а тој денеска дојде и веднаш се напи." И чешмата не сакала да ја послуша. Најпосле момата рекла: "Затвори се порта да видам кој е." А портата ја одговорила: 9 години еве стојам, ти не ме ни допре, а тој денеска дојде и крилата веднаш ми ги премести.
Така и портата не ја послушала. Тогаш момата почнала да си ја кубе косата, трчала по царчето и му се молела: "Земи ме и мене со пилето, оти ќе умрам без него. Земи ме, ќе ти бидам жена." Се согласило царчето, па тргнало со неа назад. Поминало покрај 80 браќа и многу им благодарило. Потоа поминало и кај 40 браќа, па и нив им се заблагодарило. Сетне стасало кај плочата и чекало 3 дни. Таму дошле браќата, одвај се познале и потоа отишле кај татко им, па му раскажале се што им се случило. Царот му дал половина од царството на најмалиот син, а му дал и благослов да се ожени со момата што беше